Тензично и со многу драма протече дуелот меѓу Беласица и Брегалница, кој беше пресуден во тоа дали Борец или Брегалница ќе биде патникот во баражот за влез во првата лига. Генерално со многу спорни моменти заврши сезоната во втората лига Исток. Се започна со тоа што на мечот меѓу Борец и Беласица Струмичани излегува со доста подмладен состав, што резултираше со прв пораз за Беласица после 15 кола. Пораз кој го врати Борец во игра за баражот. И како да не беше тоа доволно, на средбата меѓу Беласица и Брегалница, во крајно спорна ситуација, беше поништен голот на Михаил Маневски за водство на Штипјани. Конечниот резултат од 1:1 значеше само едно: Брегалница отпаѓа од играта за првата лига. Масон на огнот во тензијата и недоразбирањата додаде табелата на ФФМ, која Брегалница ја смести на втората позиција, а Борец на третата. Тоа се случи затоа што системот на подредување на екипите на табелата се води според бодовите, бројот на победи, ремија и порази. Но правилникот на ФФМ е јасен. Доколку двете екипи имаат ист број на поени и поени од меѓусебни дуели, тогаш важен е резултатот од меѓусебните дуели. На 16 септември Борец и Брегалница ремизираа со 1:1. На 11 ноември славеше Борец со 1:2, а на 6 мај посилна беше Брегалница со 1:0. Со оглед на тоа дека Борец има постигнато еден гол повеќе во гости, тој е патникот понатаму. Револтот кај штипската публика е голем. Дел од фудбалските фанови и критичари бараат истрага за крајот на првенството, но искуството говори дека што и да се случува понатаму, за жал Штипи следната сезона ќе биде град на второлигашки фудбал. Она што им преостанува на сините е она што најдобро го знаат: честна и спортска борба до големи успеси. Штипската публика верува во нив.